Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Започнуваме ново издание на емисијата за Универзитетот отворено, кое денеска е посветено на прославата по повод 25 април, денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Годинава Укло го одбележа својот 45-ти роден ден. Како помина настанот, ќе слушнете во продолжение. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Како што кажавме во најавата, со пригодна свеченост минатата недела на 25 април, Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола ја одбележа 45 годишнината од своето основање. Денот на основањето на Укло, 25 март, се посвети на студентите, суштината на неговото постоење. На настанот присуствуваше комплетното раководство на Укло, декани, директори на единиците на универзитетот, професори, пријатели на Укло и секако студенти. Им се даде можност со панел дискусија, со изложби, со представувањето на новите Укло списанија да се вратат назад во времето, да се потсетат на почетоците, но и да ја видат иднината на Укло. На присутните на почеток им се обрати ректорот, професор доктор Игор Неделковски, кој нагласи дека одбележувањето на 45 годишнината на универзитетот е само увертира на она што ќе следува. Ви го пренесуваме неговото обраќање. Денеска нема да има формален ректорски говор. Тоа ќе го оставиме за на крајот на лагоде. Денеска јас само ќе го означам почетокот на јубилејната година. Бидејќи имаме толку многу направено за овој регион и за да оваа држава да можеме тоа да го презентираме во еден ден на еден настан. Затоа одлучив да денешниот настан биде увертира во оваа јубилејна година во која славиме 45 години од формалното основање, односно здружување во Универзитетот Свети Климент Охридски и 100 години од почетоците на функционирањето на овој универзитет. 100 години од основањето на најстарата единица на нашиот универзитет, Институтот за Тутун, процес кој потоа во тие 100 години следел со основањето на денешните 12 редовни и 5 придружни членки. Затоа, реков, денеска е увертира. Крешендото на прославите ќе биде на 11 и 12 септември. Во Битола ќе се одржи Генералното собрание на форумот на ректори од Југоисточна Европа и форумот на ректори од Колорс Алијанса. Тоа значи околу 50 ректори или проректори ќе бидат присутни на нашиот универзитет, во нашиот град, да се задаваат тие два дена, а ние да им презентираме кои сме и што сме. И секако, финалето ќе го имаме во декември, како што беше кажано на нашето видео, тогаш ќе мора да го слушате традиционалниот ректорски говор. Денеска настанот го поканивме на студентите, на суштината на нашето постоење. Затоа,
како гости ги имаме представници на универзитетските студентски собранија од други универзитети во државата. Настанот ќе започне со еден трети юбилеј, за кој не сакам да го откријам, покасно ќе ни го откријат нашите говорници, за да потоа продолжиме со многуте активности. А оваа година не само што е юбилејна, е и почетна, бидејќи почнуваме како прв македонски универзитет дел од Европска универзитетска алијанса. Така да ќе имаме и многу настани поврзани со тоа. Ве поздравувам сите и се надевам дека во некој друг состав ќе не поканат и на 90-та годишнина. Благодарам. На настанот со панел дискусија се одбележа уште една значајна годишнина – 90 години од првото студентско здружение во Битола, основано во 1934 година. За ова по музичката пауза. Шалгија покрај авлија душата ми разгалија. Ти си мелена рана, сонуван сакан, милуван, бендисан. Ти си лек што се чека, дури до века.
Прославата по повод 45 годишнината од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се искористи да се одбележи, како што кажавме, уште еден историски момент поврзан со студентите, формирањето на првото здружение на битолските студенти пред 90 години. На панел дискусијата за здруженијето говореше професор доктор Александар Стериовски, поранешен проректор на УКЛО, еден од најстакнатите хроничари, ерудит кога е по прашање минатото на Битола. Од него дознавме дека битолчани заминувале на студии уште кон крајот на 19-тиот век. Слушнете го професорот Стериовски во продолжение. Основањето на студентското здружение Битолско се случи на 19 август 1934 година. 90 година. Но тоа не значи дека пред тоа немало и студенти во Битола. Моите истражувања откриваат дека наши млади сограѓани уште во 19 век студирале на разни европски универзитети. Многу од нив биле синови, ќерки на имашливи родители, а студирале во Париз, Минхен, Виена, Лајпциг и така натаму. Најмногу се определувале за медицина, најдуховната дејност. Имало и студенти на техничките и други факултети. Позад нашата улица Широк Сок, што ја именуваме денес. Сите тие поважни, поиспечатливи гради направени се од студенти, лекари и други, кои што студирале токму на овие европски универзитети. А пак, основањето на студентското здружение го покренале околу изненадувачки 200 студенти, битолски и студенти што доаѓале од околните градови. Се договорија да формираат свое здружение. Тоа здружение не ги застапуваат нивните права и нивните потреби. Најмногу да им помагаат на сиромашните студенти. Да има и библиотека, една од главните причини. Или ке немало библиотека, а имало потреба од учебници, да им се помогне на тие сиромашни студенти. На 19 август 1934 година основачното собрание се одржало, пред тоа формирале одбор за тоа да подготват правила за здружението, највидните студенти, инаку најмногу студенти од Белградскиот и Загребскиот универзитет направиле иницијативни студенти, направиле такво тие планови правила за здружението, бидејќи без них не можело да се регистрира. Го одржале тоа собрание и спроти нас од овој дом имала една зграда каде и се сместиле како во свој клуб. Меѓу нив имало студенти кои потоа ќе станат видни личности на Македонија. Меѓу нив е и Киро Милјовски, првиот ректор на Скопскиот универзитет. Од другата страна наша, она убава зграда има две плочи. Нената пишува инженер Хрум Тоше. Тој стана професор на
Tehničkog fakulteta, Gradezijog fakulteta u Skopju, Mihajlo Petruševski, i to je jedan od osnovačijete na Skopskijog univerziteta. Той го формира одделот на класична филологија. Нашите студенти потоа стана и борци, многу мина од нив учествува и во многу мина од нив и загина. Тие се почетоците на нашето студентско издружение. А за студентското организирање денес говореа Борис Гушевски, актуелен лидер на студентите, и студентскиот правобранител Стојанка Ќупчева. Тие, како значајни активности за нив, ги издвоија оние со научен предзнак, односно Универзитетската студентска конференција, бројните работилници, учества на надпревари и секако спортските активности. Истакнаа дека интензивно веќе действуваат како студенти на Колорс, вклучени во сите тела на Европската универзитетска алијанса. Одиме сега повторно со музика, а вие останете на 90,8 да слушнете повеќе и за изложбите со кои се отслика минатото и сегашноста на УПЛА. Zapalky na polnok se ljubať skázalky a komu li ona večerva nudi usni mesto večera. Se topac snegovi, a ona od prsti negovi. Hajde dečko, uštelitar daj, Božja krv pod nežini od kraj. Nek me razbije crno ti kveško, crno ti kveško, koj ne sakal, toj ne znaje što je najteško, crno ti kveško. Zakopoli krepostela, zakopoli belom nosela, kako mi je, samo ja si znam, dajte vino da mu priznam. Nek me razbije crno ti kveško, crno ti kveško, koj ne sakal, toj ne znaje što je najteško, crno ti kveško.
Врската меѓу сегашноста и минатото на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола беше отсликана со две изложби. Првата, изложба на каширани фотографии на тема Земјата и тутунот, студентски кредит, кој е во собственост на научниот институт Прилеп, најстарата единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, која годинава одбележува 1 век постоење. Со овој уметнички приказ, за кој говореше етнологот Александар Цветковски од Завод и музеј Прилеп, символично се пренесе приказната за тутунот како средиште на научната дејност, која секогаш во центарот го има човекот. Слушнете го господинот Цветковски во продолжение на емисијата за Универзитетот Отворено. Ова збирка ја насловивме како Земјата и тутунот, студентски кредит, кој има задача да потенцира еден скоро заборавен феномен на тутунот, а тоа е можност да ги планирате парите, затоа што тие се земаат топта, готови, не денар по денар, наеднаш се акумулација и тој вишок на парите ни овозможува инвестиција. Во нашиот случај инвестицијата школувањето се развива. Значи можеме ние да говориме за тутунот на многу начини, па и за големото значење на тутунската индустрија и тутунската наука, која е веќе цели 100 години се случува тука во Пелагонија, како научна, практична, развојна и едукативна подршка на стариот бизнис, тоа е тутунот. Да се говори за тутунот на отворање на една деларта изложба е малку пресложена задача и да ви кажем зошто. Реков дека тутунот е феномен на абсурдност. Тутунот е растение, а се однесува како да е култура. Гравитационно е јадро на многу обшествени и културни манифестации, но никогаш не е во центарот на стилот, не смее да биде. Тој е луксус и под отров и лек, предмет на многу науки, но неучените најдобро го знаат тој тутун. Ознака е на статусот понекогаш, ама истовремено и пубертетски бунт. Знаете, студентите се пушени, сакаат да го покажат својот бунт, понекогаш и кон институциите. Тутунот убива и лечи, го забрануваат и рекламираат, а во исто време лете го колнат, а зиме го благословуваат. Го кудат, го галат и полнат државните каси, а државата го прогласува непожелен. Фала Богу, се надева дека никогаш нема да се намали употребата затоа што ви полни касите. Значи, таа е приказна сама за себе. За сета среќа, нашата приказна не е толку недофатлива, побрзо е проста, тегобна, секојдневна. Нашиот дел од приказната за тутунот се раскажува секоја пролет, лето, есен до касно зима и повторно и повторно. Без зборови, наведнати над расотот, уморени од сушата, гладот, болестите, клекнати за берење во полутемницата на зората, седнати за нижење, исправени пред скелињата и рамките или чучнати за пеглање. Некогаш ми и сега тоа било приказна од младост до старост. Значи, оваа приказна секој ја раскажува на свој начин и ние решивме да ја раскажеме онака како што доликува, а тоа е без зборови. Во тој нем расказ, досадното секојдневие се претвора во сознание дека тоа не било судбината и го засакуваме тутунот исто како и децата, низ маката. Зошто? Затоа што земјата секојаш била банка на нашиот народ, но тутунот создал уште нешто драгоцено, студентски кредит. Така се многу нашколувани, разлика и тајната на тутунот се ем во поголемите, ем во топтан парите, тоа го кажавме, и така планирањето на школувањето станува можно, а парите од тутунот се трошат за идните генерации да не морат да садат тутун. Пак имаме абсурд. Погодивте, значи говорам за образованието. Затоа тука можете да видите две паралелни приказни. Тутунот како мака и тутунот како центар на научната дејност, која секогаш во центарот го имала човекот. Како да поголемо производство, како да полесно производство, како да се скратат работните часови, да се овозможи поголема ефективност во работата, како да се рационализираат работните процеси, како да се смали ризикот од суши, од болести на тутунот, од временски непогоди. Токму тоа влијаело маката со тутунот да биде поисплатлива, а школувањето на децата да биде поизвестно.
Овие фотографии се направени во 1973 година од многу надарениот фотограф Бранко Јелич по повод 100 годишнината од зградбата на камениот магазин за тутун во Прилеп. Тоа се смета за почеток на организираното тутунопроизводство во Македонија и 400 години од кога тутунот за прв пат е засаден во Прилеп. Тие требало да бидат неискрени самите фотографии, затоа што се снимани со статисти, значи тие не се искрени, на кои им е проверено дури и семејната биографија на статистите во духот на оној социјалистички манир. Значи тие требало да бидат скаменети документаристички сведоцтва без душа и без персоналитет. Но учениот и талентиран Бранко ги измамил своите порачатели и ни своето знаење и талент створил една уметност пар екселанс, која на Балканот и добро позната како најголема збирка на каширани фотографии. Ете ја тука пред вас и верувам дека многу од вас ќе препознаете многу фази од целиот процес на тутуно производство, од расот до јарма Бали, кои ги предавале во монополот. Се разбира, трудот не е само родителски, туку и труд на самите дечиња и младинци, ваши студенти, идни студенти, некои од дуклом кои инвестираа во собственото школување. Ви благодарам на честа и дозволете да ви го честитам уште еднаш юбилеот во моје име, во име на Националната установа Завод и музеј Прилеп и да им се заблагодарам на моите помошници од Завод и музеј Прилеп, Паре Зареска и Мимоза Христоска. Ви благодарам. Втората изложба, уклографија, подготвена со сестрна поддршка на Битолското одделение на Државниот архив на Република Северна Македонија, даде слика на сите карактеристики и клучни обележја на она што се работело, она што се постигнало во изминатите 45 години на укло. За врската меѓу архивот и универзитетот зборуваше раководителот на Битолскиот архив, господинот Гоце Стојановски. Издвојуваме акценти од неговото обраќање. Преку богатиот архивски материјал и интересни изложбени елементи, посетителите ќе имат можност да ги истражат значајните постигнувања на битолските факултети и научните институции во образованието. Вклучени се историски фотографии, документи и предмети што го осветлуваат научниот напредок и образовниот контекст во градот. Ова изложба, меѓу другото и прилика да се посвети внимание на значењето на науката и образованието за градот Битола, представувајќи го како центар на интелектуалниот развој и научните иновации. Преку ова историска прегледна слика се зголемува свеста за континуитетот и значењето на образованието на заедницата. Професорите и студентите од универзитетот редовно го посетуваат архивот, за да ги истражуваат историските извори и да ги користат во своите студии и научни проекти, а нашата врата останува отворена и година. За крај сакам да додадам дека зградата на булеварот 1 мај има историско значење на место првобитно наменето како резиденција на султанот Мехмед Решет Петки, за подоцна да биде селиште на највисоките градски власти. Во 1965 година во оваа зграда се вселува Битолскиот архив, што тој ги отворил вратите за посетителите кои имале можност непосредно да започнат со своји истражувачки процеси. Овој импресивен објект бил користен од архивот се до 1979 година, кога го отстапил на ректоратот на тогаш новоформираниот универзитет во Битола. Таа зграда денес представува символ на континуитетот во образованието и научно-истражувачката работа во градот, каде што минатото се преплетува со современоста. Ви го честитам юбилеот и ви посакувам понатамошни големи успеси за поголеми успеси. За одбележувањето на 45 годишнината на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ќе продолжиме и по музичката пауза. Бидете со нас.
не ме прашуваш дали ти е се едно, не ми кажуваш како ми е не сваќаш, не ме прашуваш дали ти е се едно, не ми кажуваш. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Како ми е не гледаш, не те засега, толку ти е неважно каде од сега. Како ми е не гледаш, не те засега, не гледаш, а во мене нешто умира. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. На свеченоста по повод одбележувањето на 45 годишнината од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, проректорката за студентски работи професор доктор Јасмина Буневска-Талевска пред присутните го представи првиот број на Нови хоризонти, списание за студентски истражувања и зборникот на студентски трудови од одржаната Универзитетска студентска конференција 2023. Воедно беше промовиран и првиот број на двојазичниот студентски магазин Укло Колорс, производ на напорната работа, ентузијазмот и посветеноста на група студенти од различни единици на Укло, вклучени во различни настани во рамките на активностите од Европската универзитетска алијанса Колорс. Овде уште само ќе кажеме дека на свеченоста присутните имаа можност да ја слушнат и Ева Нешковска, студентка во 4-та година на педагошкиот факултет во Битола, која изведе неколку рецитации, а програмата ја збогатија и настапите на учениците од Државното музичко училиште во Битола. Настанот се одржа во Europe House во офицерскиот дом во Битола. Во рамките на прославата по повод 45 годишнината од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во петокот се промовира нови 11 доктори на науки на Угла. Задоволство ни е што имаме континуитет во докторските студии, дека секоја година има задоволителен број на докторанти и дека нивните докторски студии завршуваат со успех, односно кандидатите го достигнуваат највисокиот научен степен доктор на науки, рече во изјавата за медиумите ректорот професор доктор Игор Неделковски и нагласи. Фактот дека имаме и преку 40% странски студенти на докторските студии, дека се изведуваат и на македонски и на англиски јазик,
дека во континуитет задржуваме една бројка на запишани докторанти, тоа значи дека се задоволни нашите кандидати, бидејќи кај докторските студии нема импровизации, тие се релативно скапи студии и секој за своите средства, за своите пари гледа да го добие најдоброто кој ќе му помогне во неговата или незината идна кариера, така да докторските студии се сериозен индикатор на квалитетот на научната, оти тие се и научни студии, и наставната работа на еден универзитет. Како што кажавме, денеска се промовира нови 11 доктори на науки на УКЛО, и тоа 2 доктора по образовни науки, 2 доктора по маркетинг, 1 доктор на технолошко-техничките науки од областа на храна и иновативни технологии, 1 доктор на науки од областа на инженерството и менаџмент на софтверски апликации, 1 доктор на науки од областа на информатиката и компјутерската техника, 1 доктор на науки од областа на безбедноста, 1 доктор на науки од областа на туризмот, 1 на организациони науки и управување осигурување и 1 доктор на биотехнички науки. Од основањето на универзитетот во 1979 година до денес докторирале вкупно 458 доктори на науки на УКЛО. Ispadni čovek, ne vidi ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi kad nekoja druga što će ti dade se. Rani me, pa i posledno daje to što vi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe, koji tebe ja se nema. Ni buket od rozi, ne tebe sega, ni okean ni solzi, ne tebe sega. Ni buket od rozi, ne tebe sega, ni okean ni solzi, ne tebe sega. Kaži, ima li problem, ne begaj ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi kad nekoja druga što će ti dade se. Rani me, pa i posledno daje to što vi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe, koji tebe ja se nema. Vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan, nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe, koji tebe ja se nema. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Поглед преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суво листје згази ме под себе, ништо
nema tlabok. Bože, slučajno zabaveno i filmski, samo raka podaj mi, tajno stisni. Po tebe, kaj što gaziš, moj od pogled baknuva, moj to srce stavki ti odbrojuva. Gori nadežden da dojde tvoj očekor kon mene da pojde. Po tebe, kaj što gaziš, moj od pogled baknuva, moj to srce stavki ti odbrojuva. Gori nadežden da dojde tvoj očekor kon mene da pojde. Po tebe, so tebe podedem čador da se stisnam, da sum srećen i ako na pola kisnam. Kako suvo lisje zgazi me pod sebe, ništo ne grubo ako je od tebe. Po tebe, kaj što gaziš, moj od pogled baknuva, moj to srce stavki ti odbrojuva. Gori nadežden da dojde tvoj očekor kon mene da pojde. Po tebe, kaj što gaziš, moj od pogled baknuva, moj to srce stavki ti odbrojuva. Gori nadežden da dojde tvoj očekor kon mene da pojde. Krvta mi se branuva, tvoj dopir udira, kako struja telo mi oživuva. Po tebe, kaj što gaziš, moj od pogled baknuva, moj to srce stavki ti odbrojuva. Gori nadežden da dojde tvoj očekor kon mene da pojde. Po tebe, kaj što gaziš, moj od pogled baknuva, moj to srce stavki ti odbrojuva. Gori nadežden da dojde tvoj očekor kon mene da pojde. Po tebe, yeah. Uklo FM, Bitola, april 2024 godina. 24 časa sekој ден на 90,8. Uklo FM, Bitola.